Разговори можен уставни измени какви што бара Бугарија нема да има. Тоа е булинг кој нема да го прифатиме. За Македонија протоколите не се дел од преговарачката рамка, но за жал поради екзибициите и капитулациите на Ковачевски и Османи, за бугарите тие се услов на нашиот европски пат. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека претходната власт на СДСМ и ДУИ потпишала се што побарала Софија, но и ветувале се и се што, па сега источниот сосед тоа целосно го користи да ја оценува и блокира државава. Од претходната влада им било ветувано се и се што. Но ние како влада не цениме дека протоколите се дел од преговарачката, не треба да бидат дел од преговарачката рамка, така што тој став ние го имаме од првиот момент до денеска, но за жал ставот кој што го има другата страна е сосема поинаков, а тој став е таков поради екзибициите и капитулацијата на претходната влада на СДСМ и ДУИ и преговарачкиот тим воден од губитникот од Чаир. Поради самоволието на опозицијата, во моментов во собранието се блокирани неколку закони, меѓу кои изборниот законник и оној за правична застапеност. Запрашан дали размислува за предвремени избори како опција да ги надмине овие блокади, Мицкоски порача дека главниот фокус на владата остануваат исполнувањето на проекти. Фокусиран сум на проекти кои што ќе додадат квалитет на животот на граѓаните, а политичките калкулации, политичкото мочуриште на одредени опозицијски партии го оставам на нив. Јас немам тука што да коментирам. Мене ми е важно државата да оди напред и да се развива, да зборуваме за проекти, да зборуваме за убави работи, а тие нека тонат во своето политичко мочуриште. Јас се додека сум претседател на владата, ќе зборувам само за проекти. Мицкоски не знае колку долго би траеле разговорите со официјална Софија, но вели ќе продолжат колку е потребно за да се најде решение кое ќе биде одржливо и кое ќе ја однесе државата кон конечната цел. Премиерот потенцираше дека во меѓувреме владата продолжува да ја спроведува реформската агенда со цел градење подобро општество и подобри услови за живот на граѓаните.